civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Денеска на полноќ започна изборната кампања, она официјалната, предвидена со изборниот законник, а не онаа што пред време започна со месеци наназад. Ова е првото издание на тоа што ние го нарекуваме изборен рапорт, кој се совпаѓа со периодот на спроведување на изборната кампања, не дека не сме се виделе во овој или слични формати до сега. На самиот почеток, во името на Цивил, им посакувам среќа и успех на сите учеснички и учесници во изборната трка на локалните избори 2021 година. Цивил констатира дека се води предвремена изборна кампања, многу повеќе детали со сите извештаи на едно место, можете да ги видите во тој прелиминарен извештај објавен на 21 септември, меѓутоа и сите останати што се поместени во рубриките избори или мониторинг на civilmedia.mk или на другите делови од медиумската платформа на Цивил. Ова е оценка за кампањата. Самата кампања изобилува со дезинформации и лажни вести, а актуелните настани и процеси, меѓу кои и трагедијата во Тетово, или пак спасувањето цивили од Авганистан, како и спроведувањето на пописот, се злоупотребуваат во политички, односно изборен контекст со цел, најчесто со цел да се дискредитираат и оцрнат политичките конкуренти. Кампањата се води во манир на безпоштедна битка меѓу непријатели, а не како надпревар на политички конкуренти кои со своите пораки и програми се обидуваат да ја добијат довербата на македонските граѓанки и граѓани со право на глас на овие избори. Воедно, Цивил бележи доминација на теми со национален карактер, додека дел од политичките партии ги занемаруваат локалните прашања и проблеми на кои впрочем се однесуваат самите локални избори, како да се национални, односно парламентарни избори, а не локални. Мониторингот на Цивил бележи и неколку случаи на употреба, односно злоупотреба на деца во политичка кампања, во изборен контекст, што е спротивно на Законот за заштита на децата и на добрите изборни практики. Веќе се објавени случаи за политичка злоупотреба на децата од страна на партиите СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ и Алијансата за албанците. Исто така, во овој дел може да се каже дека има околу 1000 случаи на говорна омраза на социјалните мрежи регистрирани во изминатиот период од 6-7 недели, каде што е забележливо дека дел од политичките партии во своите настапи на социјалните мрежи користат голем број своји поддржувачи како пренесувачи, ширачи на нивните пораки. Тие се разбира изобилуваат со говор на омразата или пак со дезинформации. На прагот на официјалната изборна кампања Цивил ги повикува сите политички партии да се придржуваат кон изборниот законник и кон добрите изборни практики. Изборниот законник има голем број слабости и не секогаш тоа што е дозволено со законот е и етички исправно. Тоа го препознаваат и наблюдувачите на Цивил, а секако и граѓанките и граѓаните на нашата земја. Понатаму, Цивил ги повикува сите граѓанки и граѓани да пријавуваат изборни нерегуларности, притисоци и закани, да пријавуваат корупција и да не подлегнуваат на дезинформациите и говорот на омразата. Дел од независните кандидати со кои комуницираат тимовите на Цивил, вклучително и моите комуникации како дел од организацијата, изнесоа бројни забелешки за нивната положба во изборниот процес. Денеска ќе цитираме само 3 од повеќето забелешки од независните кандидатки и кандидати упатени до сега.
Првата забелешка е тоа дека независните кандидати на локалните избори немаат простор за маркетинг и дебата во медиумите. Втората забелешка се однесува на тоа дека не постојат можности за користење билборди на ударни места во општините. Во таа привилегија уживаат само големите политички партии. И третата забелешка се однесува на избирачкото ливче. Независните кандидати сметаат дека се маргинализирани во однос на дефинирање на бројот, наредниот број, кој се заокружува на гласачкото ливче. Цивил овие состојби ги бележи со години наназад и дел од препораките што досега многу пати се упатени до институциите, а секако и до политичките партии, барем оние парламентарните, се однесуваат токму на барањата да им се даде повеќе простор и фер можности и на помалите политички партии и на независните учесници во изборните процеси. Значи, ова не се забелешки кои се однесуваат само на овие изборни процеси, туку би рекле наназад 3 децении. На 26 септември Цивил го објави видео спотот Гласаме. Тоа беше вчера. Гласаме е атрактивно уметничко видео посветено на гласачката свесност, како што тоа го нарекуваат самите креаторки и креатори на овој многу интересен спот. Овој спот е резултат на соработката меѓу организациите Локомотива, Центар за нови иницијативи во уметноста и културата, кои се впрочем и креатори, креативниот дел на проектот, и се разбира Цивил, кој помогна со своите анализи и извештаи во изминатиот период. На следните избори гласајте за граѓани кои не слушаат нас граѓаните. Градат паркови, а не паркинзи. Не ја изолираат земјата и не ги монополизираат институциите. Градат подобра иднина за сите. Тоа се вистинските граѓани. Тие треба да ни овозможат чист воздух, хумано здравство, некорумпирано судство, одлично образование, развој на културата и уметност, родова еднаквост и права на сите маргинализирани групи. Гласањето е одговорност, право, а не привилегија. Цивил ја збогати својата продукција на медиумски содржини за дезинформациите и говорот на омразата и со интернет видео емисијата Кратки нозе. Првата епизода беше објавена на 24 септември и постигна извонредно висока видливост. Следното издание може да се очекува веќе од утре. Понатаму, на самиот крај, би сакал да апелирам во името на Цивил до сите политички партии и структури да избегнуваат да бидат дел од емисијата Кратки нозе. Подобро е да бидат дел од нашите изборни хроники за активностите и програмите, отколку да бидат дел од Кратки нозе или пак да бидат дел од рубриките дезинформации и говор на омразата на медиумската платформа на Цивил. За самиот крај, само што ми улета уште една информација во инбоксот, а тоа е дека Цивил организира дебати и интервјуа со кандидатите за градоначалници во повеќе општини во земјата. Денеска на програмата на Цивил медија ќе ја проследите дебатата меѓу кандидатите за градоначалник на Шуто Оризари, додека веќе утре можете да ја проследите и дебатата меѓу двајца кандидати во Гевгелија. Мораме да истакнеме дека во последен миг дел од кандидатите се откажуваат од учество во нашите дебати. Правилото е да имаме двајца или повеќе, најмалку двајца или повеќе учесници во тие дебати. Само со еден кандидат во една општина не можеме да направиме интервју, односно разговор, или да го поканиме на настан. Ги охрабруваме сите да ги прифатат нашите покани, бидејќи нашата медиумска платформа е отворена за сите подеднакво, за сите политички партии, како и за сите независни кандидатки и кандидати. Толку за првото издание на изборен рапорт се гледаме веќе во среда, во 11 часот,
ako ne izleze nešto poitno, pa i utre bi možele da se vidime во истиот термин. civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno.